Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Во денешната емисија ќе зборуваме за најчестите повреди на зглобовите и улогата на физикалната терапија во процесот на рехабилитација. Гостин во студиото е Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт. Емисијата ќе започне веднаш по рекламниот блок, а почитувани ќе имате можност и вие да се вклучите во програма со ваши прашања. Останете на Телма. За најчестите повреди на зглобовите и улогата на физикалната терапија во нивната рехабилитација ќе ни појасни денешниот гостин Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ја најдов. Се надевам дека ќе им биде полесно ќе им ја пренесеме оваа тема на нашите гледачи. Иако ќе зборуваме за најчестите повреди на зглобовите, сепак ќе започнеме со мускулите, бидејќи сега повеќето лица се физички активни, многу од нас спортуваат, доаѓа до истегнување на некои од мускулите. За каква повреда станува збор? Тоа е добар тренд во последно време, кога веќе скоро поголемиот дел, да речеме, популацијата по некаков начин се активира и физички се пробува да одржува својата физичка кондиција спреку спроведување на различни типови на вежби, рекреативно најчесто, но мора да знаеме дека без разлика на тоа што можеби лесно вежбаме или лесно трчаме, ако може така да се изразам, сепак треба да има една соодветна подготовка на секого, за да може да ги заштити своите зглобови и мускули. Во секој случај, бидејќи многу лесно настануваат мускулни повреди на зглобовите, кога поединецот кој што е заинтересиран да вежба или да практикува некаков спорт, во истиот влезе без да биде подготвен или без да биде загреен, ако може да се изразам така. Дури во определени ситуации, кај некој од нив можеби е потребно да се преземат и превентивни мерки. Едната од превентивните мерки е, да кажеме, соодветно загревање пред почеток на некаков спорт, дури рекреативно да се бават со тоа. Но во друг аспект, доколку некој веќе знае дека имал претходно некаква стара повреда, да речеме тоа, дали тоа скочен зглоб, рачен зглоб, лакт, колено, може тоа добро да се спревенира со соодветно бандажирање, кој што ќе ја превенира, да речеме, новата евентуално повреда. Или ќе избегнеме, всушност. Доколку почне да се применува некаква физичка активност без загревање и дојде до истегнување на мускулот, обично какви симптоми се чувствуваат? Мускулното истегнување, или да кажеме, во ситуација кога стана збор за малку поголема, да речеме, повреда, може да биде руптура на мускулот, или скинење на мускулот, да се изразам. Тоа се зависи, има неколку стадиуми во типот на таквата повреда. Може да биде тоа истегнување кој што може се зафатени само 10% од мускулните фибри, значи мускулните влакна, кои што се незначителни. Тај факт е дека ќе има болка, но нема да има ограничена мобилност на тој мускул. Може би ќе има некој си хематом, но не нешто многу изразено, сепак пациентот или тоест клиентот, да кажеме, дека може да стане да се придвижи. Исто е и со вториот стадиум, кога се некаде помеѓу 20 и 50% од мускулните фибри. Веќе третиот и четвртиот се малку потешки, кога станува збор за поголем хематом, за поголема мускулна група од мускулните влакна кои што се искинати и кои што има посилна болка. Поминува проблемот само од себе? Само од себе, можеби да кажеме, видете, кај нас во нашето општество многу работи се третираат сами од себе. Секој пат е потребно да се консултира некој специјалист во соодветната област за да може да се направи, за да се избегнат евентуално непотребни компликации. Секоја повреда остава лузна на мускулот, да кажеме, или некои адхезивни промени кои што може понатаму да влијаат во процесот на нормалното функционирање, не за спортувањето, да кажеме, и за нормалното функционирање, кои што може да направат тоа некакви, да бидат ограничувачки фактор. Во секој случај, да кажеме, кога станува збор за, да речеме, елитни спортисти, тогаш во секој случај таму има присуство на физиотерапевт кој што се грижи за тој тип на повреди, не се оставени сами на себе,
туку се гледа, се работи на тоа да се колку што може побрзо да се излекува, да кажем, или да се врати самиот спортист. Ќе ни помогне ако направиме некаква масажа? Па би помогнало претходно ако се направи загревање на мускулот, но после веќе добиената повреда може да кажем дека има соодветен протокол, можеби да се стави, да кажеме, да се направи мирување, да се постави компресивна компресивен завој, нели, кој што ќе го задржи тоа место определен период, мраз во секој случај и елевација. Во оваква ситуација масажа не би вршила работа, да кажеме, во првите 2 или 3 стадиуми од типот на повреди, на мускулните повреди. Во секој случај би се третирале со сосема нешто друго. Сега во светот има познати неколку протоколи на таков тип на прва помош, ако може да се изразам. Јас најчесто тоа го коментирам како прва физиотерапевтска помош, бидејќи најчесто физиотерапевтите се први присутни на терен, кои што најчесто помагаат, дали тоа се најчесто на елитните спортистите, да кажем, во сите клубови. И тоа е предноста на клубовите кои што имаат физиотерапевти, така всушност нивните спортисти се под континуиран надзор и секоја повреда без разлика од нивниот стадиум или типот на повредата, колку и да е голема, секој пат во првиот момент кога имаат физиотерапевт знаат како тоа да го искоригираат или да го средат или да го санираат, да кажем. И да одлучат дали воопшто да продолжи, евентуално да се надпреварува во тој момент. Така да протоколите се менува во последните неколку години. Стандардниот протокол кој што сите го знаете е RICE, нели, Rest, Ice, Compression and Elevation, елевација, тоа се нели оно што ги напоменав сите нели претходно. Одмор, мраз, компресија и елевација, елевација подигната екстремитет. Е стандардниот протокол кој што можеби повеќето од нас го чуле и го учеле, да кажеме сега, како сите физиотерапевти, ортопеди и така натаму. Но во последните неколку години тоа се менуваше, имаше различни протоколи во кои што се вклучуваше дополнителна мобилизација во определен период, мочи мобилизирање или надоптоварување на определен мускул кој што е засегнат во завис од стадиумот на мускулната повреда. Така да тие протоколи се менува, но на крај можеме да заклучиме всушност дека сепак ова се доперните точки во сите тие други протоколи кои што се создадоа во текот на годините како еден вид истражување за најдобар третман на ваков тип повреди. Ајде да проговориме за скучниот зглоб кој што често трпи повреди, како кај спортистите, така и во секојдневниот живот. Понекогаш знаеме да го свиткаме стапалото навнатре или пак надвор. Каква е улогата на скучниот зглоб во нашето тело? Скучниот зглоб не одржува, да кажеме, при самото движење. Првиот нели допир со определена површина доаѓа преку стопалото, така да и тие мускули, костки и лигаменти, се што е поврзано, нели, тука во скучниот зглоб, се првите тие кои што всушност ни ја пренесуваат информацијата, да кажеме, на каква површина газиме. Од таму ни доаѓаат сите тие информации, преку нашиот нервен систем и преку сите тие елементи анатомски кои што се тука присутни. Скучниот зглоб, да, често страда, можеби повеќе, ја би рекол дека всушност можеби исто страдаат и кај и спортистите и кај општата популација и кај материите, да кажем, кои се забанимаваат рекреативно со некој спорт. Со тоа што едните страдаат заради тоа што имаат нагло забрзување при определено извршување, при, не знам, некое движење во спортот и нагло застанување, па тогаш може да направат истегнување или исчашување на зглуждот, можеби популарно кај нас во нашиот јазик. Додека кај другата популација, аматерите или општата популација кои што прават, да речеме, некакво исчашување на самиот зглоб, тоа е заради тоа што всушност нивните зглоби па не се соодветно подготвени. Така да, ако мериме, можеби само разликата ќе биде во општетувањето на зглобот од страната на спортистите сигурно повеќе, додека можеби кај другите малку послабо ќе пројдат со повредата, но во секој случај многу пати се случува, сигурно знаете, значи да се пожеле некој се сопнав или си го свиткав глуждот од еден камен. Така, тоа можеби на спортист нема да му се случи, нели, заради тоа што може подготвени работи, зависи на различен терен, но на
од општата популација, Но од општата популација може и при мало невнимание да го исчаши глуждот, значи да направи истегнување на лигаментите и тогаш настануваат определени повреди во зависност од дали ќе биде надворешно или ќе биде медијално, да кажеме, исчашувањето, тогаш се прави различна повреда на, еве на пример, може да видат гледачите различна повреда на самите лигаменти кои што го држат тој глужд. И сега веќе кога зборуваме за глуждот и за неговото исчашување или пак шинување, кој што некогаш и тој термин се користи. Да. Каква улога имаат чевлите? Што ги носи современиот човек? Некогаш се длабоки, допираат до глуждот. Жените носат високи подпетици. Може лесно некогаш да се привитка ногата. Па веројатно, односно стапалото. Да, поголема веројатноста кај жените кои што се на високи подпетици, поготово повисоките, да кажам, подпетици некаде можеби околу 5 сантима, тие се веќе ризични. Не само што може да си направат проблем од аспект да направат вакво шинување, да кажеме, на самиот глужд, туку всушност се менува и целата статика на самото тело, на самата поставеност на коските, зглобовите, лигаменти, менискуси, се што е тоа. Значи тоа освен од моментот кога, нели, да кажеме, ќе се направи директна повреда на глуждот, тоа не значи дека нема да се оштетат и некои други, бидејќи не е исто да се движите можеби 2 часа на висока подпетица од 5 до 7 сантиметри, нели? И повисоки нели имат. И да стоите исто така на таков тип на обувки и да одите во нормална, да кажеме, или стандардна обувка, која што можеби нема никаква подпетица, со висока, да речеме, високи кои што се опфатен, кај што е опфатен глуждот или пола од глуждот опфатен, тогаш сигурно стабилноста е поголема. А што значи за современиот човек што постојано се движи по рамна подлога? Дали глуждовите, односно скочниот зглоб ќе страда? Не мора да значи дека ќе страда. Што значи тоа да се движиме по рамна подлога? Значи да не се движиме на нерамен терен, да не се вежба мускулатурата, лигаментите и слично. Одењето по, да кажеме, тврда подлога, секако дека тоа влие, да кажеме, на самата и коскена структура, влијат на самите лигаменти, на мускулите. Многу од, да кажеме, од општата популација сигурно имаат и болки во самото стопало, да кажеме, доколку се во определена позиција подолго време се движат во несоодветни обувки или подолго време стојат во несоодветни обувки на рамна површина, секој пат постои веројатност да имаат и проблем со отекување на зглобовите, со отекување на мускулите, тоа е нормално. А дали има овој зглоб доволна биолошка заштита од аспект на лигаменти, на мускули за заштита? Човечкото тело, човечкиот организам е совршено конструирано. Да, но во секој случај тоа ни е дадено, нели? Да го користиме, ако може вака да се изразам, но мораме да се грижиме. Со соодветното тренирање, соодветното вежбање, соодветните обувки кои што се носат, сето тоа може да влие на здравјето, да кажеме, ајде на глуждот. Бидејќи таа стабилност треба да се одржи. Факт е дека со помала мобилност, со несоодветна физичка активност, дека и мускулите и сите други структури слабеат и нема да имаат доволно снага да не одржат, да кажеме, при едно движење, при овој стандардно чекорење, да кажеме. Кога ќе се исчаши овој зглоб, скочниот зглоб, односно глуждот, понекогаш луѓето знаат да отидат на местачи. Дали може да се намести на таков начин? Ова е пак ќе кажам, тоа е поврзано со нашиот ментален склоп во нашето општество. Таков е нашиот менталитет, така. Да бидам искрен, ќе се навратам на претходно тоа што ја кажа, при секоја повреда треба да се консултира соодветен специјалист за повредата, бидејќи нели бараме решение и одговор за тоа што се случило и така да не гледам логика да се бара од некој што не е едуциран. Јас во една прилика кажав, факт е дека некој кај нас од тие, како да ги крстиме, местачи, ајде, така може да се каже, кои што немаат образование, може да направат и поголеми штети, бидејќи всушност, нели, како би знаеле, ако не се образовани во таа област, како знаат што работат. Нестрекно, значи, може да заврши тоа месење на глужд и да се направат дополнителни професии кои што се грижат за здравјето на коските, на зглобовите, на мускулите, мислам дека
во 21 век е несоодветно да се разговара дека треба да се уште да одиме кај местачи или не знам како се вика. Понекогаш кога повредата е мала, ја занемаруваме. Чекаме да видиме дали ќе помине. Но дали е тоа опасно кога станува збор за глуждат? Дали најмалата повреда треба сериозно да се свати со оглед на тоа дека треба да се направи контрола. Треба да се направи контрола или консултација со реков еве на пример со ортопед да се види дали таа повреда е оставила некаква лузна, дали таа повреда може да биде причина за наредна поголема повреда, заради тоа што несанираните повреди кои што еве ги оставаме сами на себе без никаква информација, да, можеби како да кажам, ќе отидете на ортопедски преглед и ќе ви кажат ништо не ви е. Да, тоа е добра информација. Океј, нели така треба и да биде всушност, нели? Дај Боже да е така. Дај Боже да е така. Тоа не значи дека залудно сте биле на преглед, туку само се потврдува состојбата каква е во моментов. Но ако отидете на преглед и видите дека всушност вашата повреда не е доволно санирана, така, и кој што може да биде причина за понатаму за следна друга потешка повреда, тогаш тоа е оправдувањето дека треба да се нестабилноста на зглобот доколку има некаква повреда Апсолутно, еден од лигаментите, да кажеме, кој што го држи, да кажеме, еве сега има една добра фотографија, еве гледате, да речеме, некој си може парцијално накинување на лигаментот кој што е од стопалото, и ако таа повреда си оставите сами на себе, тоа не значи дека да, тоа може ќе заздрави, но ќе се остават некакви лузни, може да биде или пак може нема да заздрави комплетно, ќе си продолжите да си функционирате како ништо не ми е, нели? Стандардна изрека кај нас во Македонија, без соодветно бандажирање, без соодветни, да речеме, стегачи кои што може да го задржат стопалото, може би веднаш ќе почнете, а не треба да се движите, може треба да го одморите тоа стопало, да му дадете периодот на фазите на опоравување да си функционираат нормално. И тогаш настанува може поголема повреда, тоа е, да кажам, стандардно кај нас во Македонија, бидејќи не консултираме соодветни специјалисти, туку консултираме, како што рековте во претходното прашање, местачи на зглобови или нешто слично. А дали повредениот скочен зглоб секогаш ќе има оток? Ќе пројави ли некакво отекување, промена во визуелниот изглед? Некој повеќе, некој помалку, и секој дали во секој во тие случај. моменти може да се прави физикална терапија додека зглобот има оток? Мораме да го значи да, некој повеќе, некој помалку. Ќе имаат оток, некој може ќе имаат хематом, може ќе имаат има сигурно претпоставам некаква надворешна слика која што ќе ни даде дека нешто се случило со тој. Патува дека има проблем. Да, но од друга страна најбитната работа која што мора да се запамти, физикалната терапија не се само примената на терапевтските електроагенси. Физикалната терапија овде збориме за бандажирање, за поставување на ортоза, поставување на кинезиотейпинг, поставување на криотерапија. Сето тоа ви го дава некој кој што е образован, ви дава информација што треба да правите, така? Точно е дека вие сами дома, ако ви кажеме дека треба да ставите, да речеме, криотерапија или мраз, не знам, 3 пати по 15 минути или 20 минути, или да направите сами криомасажа во домашни услови за определен зглоб или мускул со криогел, да речеме, тоа не значи дека не ви треба физиотерапевт. Напротив, овие совети ги добијате од физиотерапевт, како и кај другите специјалности, нели? Одите на кардиолошки преглед, добивате терапија, дозволи што треба да пиете. Кардиологот не ви ја дава терапијата, секој ден да ја пиете, така? Тоа се истите препораки, по истиот начин треба да се третира. Физикалната терапија, колку порано, толку подобро. Не значи дека физиотерапевтот веднаш ќе почне да прави масажа, да кажеме, на зглобот или не знам, ќе примине електротерапија. Во зависност од фазите на опоравување на определен зглоб кој што бил засегнат, типот на повредата, стадиумот на повредата, збориме на пример дали е прва, втора, трета, четврта фаза од речеме при руптуриран мускул, секој пат има соодветна фаза и на рехабилитација и препораки од страна на физиотерапевтот што треба да се прави во определено време. Кога станува збор за глуждот, обично колку време трае физикалната терапија? Тоа е во зависност од типот на повредата, би рекол. Има повреди кои што до 8 недели би требало
кај спортисти би можело да и се вратат. Во зависност од, пак збориме за типот на повредата. Дали тука имаме парцијална раскинување на лигаменти, дали еден или два, на пример имате овде повеќе типови на лигаменти кои што може да ги видите на сликата. Секој од тие лигаменти му треба време. Ако е нормално, ако се повеќе од лигаментите скинети, ако има нестабилно да кажеме стопало, мора тоа да се да се заекнат мускулите? Да се заекнат и мускулите, да се даде простор за време за раснување на лигаментите евентуално, да се забрани да кажеме користење на стопалото, значи газење на стопалото, да се оптоварува и сузином стопалото. Можеби ќе користи и нека патерица дополнително пациентот во определен период за да се помогне на процесот на зараснување. Но во тој период дополнително ќе се следат и другите физикални физиотерапии, како например може да се вклучи за намалување на болка, може да се вклучат и интерферентни струи, кои што всушност исто така и го забрзуваат и процесот на подобрување на циркулација на определено место, функционална магнетна стимулација, како што реков, кинезиотейпинг, тука може криотерапијата игра голема улога, компресивни чорапи исто така. Голем број да кажам на пристапи кои што може да го третираат. И кога тоа се функционира, кога тоа се применува според дадените препораки, тогаш може да зборуваме колку време ќе биде колку време всушност ќе трае, да кажеме, една физикална терапија или физиотерапија. Ако може, ја би рекол процес на рехабилитација, но од прилика тука некаде од 6 до 8 недели се зависи од типот на повредата, еве да кажеме најтешката. Кај спортистите можеме, нели, во до 8-та недела и веќе да се вратат на терен. Некогаш ортопедите на пациентите им велат дека имаат послаби лабави лигаменти на стапалото. Постојат ли некакви вежби за нивно заекнување? Може ли нешто да правиме во домашни услови за да си ја подобриме статиката на стапалото? Па со тоа и цврстината на скочиот зглоб, односно гвуштат. За тоа може да биде некоја се генетска предрасположеност, да кажеме, кај што има таков тип на состојба. Во секој случај може да се прават многу едноставни вежби, да кажеме, во кои што се застанува на прсти, неколку пати се повторува, да кажеме, таа вежба можеби по 20 пати во една серија, неколку серии во текот на денот. Обратно, сите движења кои што може да бидат околу на самиот речеме на глушт, ротационите движења, така да одењето на различни површини кои што ќе бидат, да речеме, дали тоа ќе биде имаат специјални полутопки со боцки, ако може така да се изразам, кои што исто така го прават една друга проприорецепција на самото стопало, така да. Сега тие полутопки со боцки знаат луѓето да си ги купаат дома и да вежбаат самостојно. Може ли да постигнат добри резултати или пак понекогаш е присутен и ризикот од контраефект? Дали сето тоа мора да биде под надзор на физиотерапевт? Контраефект, контраиндикација во оваа ситуација нема тоа што да биде, освен ако имат некоја повреди, ако несоодветни вежби применуваат, да кажеме. Но кога станува збор за здрави, да кажеме, ајде сега, стопала, кои што се недоволно силни, ако може така да се изразам, тогаш да, може да вежбаат, не може да постигнат. Тоа често се случува кај децата, бидејќи радирани малку се стопала движат, и така натаму. па им даваат ваков тип на вежби. Значи слободно доколку е здраво стапалото, тоа може да се прави во домашни услови, но ако има некаква повреда, во тој случај треба консултацијата со физиотерапевт е многу битна затоа што да не биде погрешно разбрано, сега тоа не значи дека овој тип на вежби се за сите. Консултација најдобро. Па да се види што. Можеби не се секоја вежба не е соодветна за секого. Така. Ќе ги вклучиме и гледачите од овој момент. Почитувани, телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде објавен на екранот. Ќе добиете можност да се вклучите во денешната Телма амбуланта со ваши прашања на денешната тема. Зборуваме за најчестите повреди на зглобовите, како спортски, така и повреди од секојдневниот живот, на кој начин тие се третираат, односно се рехабилитираат со помош на физикалната терапија. Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во клиничката болница Жан Митрев, е гостин во студиото на Телма и тој дава појаснувања, објаснувања и разрешува низа дилеми кои што се поврзани со сето ова. Продолжуваме ние понатаму со коленото. Во зимскиот период се случува кога има снег, некој да се лизна, да падне веднаш на коленото, или пак тука се зимските спортови, скијање, бордање и така натаму. Да. Често страда коленото. Доста ризици.
по истиот принцип би рекол, например, еве ако се применуваат зимски спортови кај аматерски, да кажеме, еве, нормално. Исто така е потребно да бидат соодветно подготвени. Значи да се примени соодветна опрема. Да се знае како да се реагира при пад, да се знае како да се падне всушност, за да се избегнат дополнителни повреди. Секако дека страдаат колената, но страдаат и другите нели зглобови, не мора да значи дека само тоа ќе биде коленото, секој пат може да бидат по комбинација повеќе зглобови, па може да настане некоја фрактура. Во секој случај кај зимските спортови ризикот од настанување на повреда е повисок. Но во секој случај со соодветна подготовка, соодветна опрема може да се избегнат некои од повредите. Кај колената, тогаш биќе коленото е еден од најголемите зглобови, така да кој што има кој што има повеќе легаменти, има менискуси, мускули од околу, така да самите тие повреди може да бидат во зависност од тоа каков ќе биде типот, да речеме, на дали ќе има скинат легамент, дали ќе биде раскинат, дали ќе биде делумно, парцијално, менискуси и така натаму. Повреди кои што може понатаму да влијат во самото здравје на зглобот, ако може така да кажам, бидејќи несоодветниот третман или при настанатата повреда, ако не се направи консултација со ортопед, според мене, тоа може да биде понатака поголема причина за дополнителен проблем. Да се оштатат и другите коскини структури доколку има раскинување на некои од можеби на менискусите кои што ќе направат дополнителна повреда внатре во самиот зглоб. Имаме двајца гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум на... Да, во програма сте. Така, ве слушаме, повелете. Овде една особа во трета доба. Така. Лумбоишиалгија, сега ова не знам дали е во истата тема. И гонархроцис бил со модела на физикална терапија, ама меѓутоа сега ме најде друга несреќа што трета година со карцином на дојка сум. Не смеам да употребувам, а многу болки имам на кичмата. Ова кога крцка во вежбам дома сама, што сум ги правила таму од физикална терапија и да ги знам од таму вежбите, колената исто ги фаќам, ги вртам лево десно, да се врти колкот и коленото. Мислам чашката, раците на чашката се легната на грб. Тие вежби ги правам, диклоджет зимам, против болките, аналгин, не знам јавише. Аз сум одела стално на физикална редовно, ама сега така, но сега веќе не можете да практикувате вакви типови на третман, па веројатно ви интересира што би можело се направи кај пациенти кои што се болни од карцином. Дали може ладно, бањи, дали може да користам. Затоа сум во недоумица. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и ова исто така често прашање, што може да се направи кај овие пациенти? Вака ќе одговорам, значи има нови протоколи во физикалната терапија. Може би треба да се разгледат и другите варијанти. Не сум 100% сигурен дека има контраиндикација во примената на некои од електростимулативните терапии кај ваков тип на пациенти, без разлика тоа што стана збор за канцер на дојка беше, бидејќи ќе се третира сосема друга регија, лумбоишиалгија. Дури мислам дека и пациенти кои што се со канцер, во третманот на болка се применуваат електростимулативни терапии како што е и TENS, и тоа може лесно да се провери, да изгуглат по интернет додека трае емисија, ќе видат. Но тоа е всушност најверојатно став на некои од докторите, за кои што јас не можам да коментирам понатаму. Има разни студии кога ќе Да, може да се провери, многу лесно да се провери, да се види всушност. Некои велат никако и тоа неколку години, 7 до 8 години по откривањето на карциномот. На други места се наоѓаат поинакви информации. Еве ќе се воздржам од коментар, кажав доволно мислам врска со ова. Во контекст на вежбите, да, континуирано колку што е можно. Сега не ја познавам господјата, немам видено или каква е незината состојба.
таму немате контраиндикација, таму треба само да вежба соодветно и според мене треба да се најде физиотерапевт и да се направи соодветен план за вежбање за да може да ја помогне да ја намали болката и да зголеми мобилноста. Со вежбањето ќе се намали болката и ќе се зголеми мобилноста? Да, па сега со подобрување на состојбата, сега јас не знам точно каква е, како изгледа во моментов и колку е она мобилна, но со соодветен план може да се третира нешто. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Дали Да, ве слушаме, во програма сте, повелете. Ве слушаме, јас само ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката. Да, вие сте во програма, го очекуваме вашето прашање, повелете. Само мислам дека разговорот го следите преку вашиот телевизор, а не ја користите слушалката. Еве ви уште една можност да се вклучите. Добар ден. Не може да се... Во програма сте, повелете. Сакаше да прашам јас дека имам повреда пред 3-4 години. Добро. И на петата и сега кога добие малку оптеретење, па ме заболе, па ме отече ногата. Така, ви интересира што може да се преземе кај повреда на пета. Ви благодарам. На пета. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што може да биде повредено кај петата? Може да биде имаме плантарна фасција. Ајде, на пример, може да има направено, може би има и фрактура на да речем, така да знам, во моментов, значи имате доволно информации. До нешто го слушнав, значи може би различен тип на повреди, како што кажу дека повремено најверојатно тоа е некоја стара повреда која што не била третирана како што и која што само во извесен период си се активира соодветно бидејќи лузна врз лузна, да кажем, или повреда врз повреда и се зголемува оштетувањето. Кога има некој ваква стара повреда која што му создава проблеми, отоци слично, да речеме не третирана, и се јави кај физиотерапевт, што ќе побарате од пациентот? Потребно ли се направат некакви снимања пред да се примени некоја од процедурите? Според поставеноста на системот, во секој случај првично треба да се направи ортопедски преглед, да се види каква е состојбата. Ортопедот ќе си го направи тоа врз дали тоа ќе побара рентген, магнетна резонанса, компјутерска снимање или можеби ултразвук за да направи испитување на состојбата, мануелни тестови кои што ќе си ги спроведат врз основа на податоците кои што ги добијат од тоа испитување, тогаш ќе се добие, ќе може да се направи евентуално план за рехабилитација. Тоа е процесот на кој што треба. Кога се среќавате прв пат со физиотерапевт, задолжително, како и за сите други варијанти, е потребно да носи медицинска документација, за да може да се добијат повеќе информации. Значи не е доволно само се каже имам ја стара повреда, имам оток и сега сакам да се преземе нешто. Тоа е во ред, да, физиотерапевтот ќе си направи сопствена физиотерапевтска проценка врз основа на тоа што ќе го види, нели? Но сепак е потребно се има, ако се има документација, да се сподели таа како информација. Сложени ли се овие повреди на петата? Можат ли брзо да се решат со физикална терапија? Во зависност од тоа за каков тип на повреда зборуваме, на пример, може да бидат и тие се проблематични заради тоа што, нели, како што спомнавме на почетокот, ние се движиме, нели, за да се направиме чекор, треба да згазнеме, на пример, така да во таа ситуација, во зависност од типот на повредата, најверојатно истото ќе треба да биде имобилизирана, ќе треба да биде ставена или во некаква си лонгета или не може некаква пластична од оние чизми во кои што ќе се намали оптоварувањето на самата пета, може ќе се користат и патерици, како што кажав, така да самиот тој процес на рехабилитација се одолговлекува заради тоа што оптоварувањето во истиот момент може да биде и причина за зголемена болка, а и да повторна повреда. Ќе вклучиме уште двајца гледачи, пред да преминеме на концептот предвиден за денеска. Добар ден за следниот гледач. Дали сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Има повреда на пета. Има повреда на пета. Значи, опериран сум пред 2 години. Имам ставено некои си таму шипки и опериран сум во Скопје, во државна болница. Дака. Сите физикални од докторката што ми беа препорачани, сите физикални терапии ги извршив, еве го 2 години одам со нови чедења, со нови резултати и докторот сега треба да ги извади тоа што како се вика тоа, шипки таму, не за мене друго. Имате некакви... И сега осеќам, одев со помагало. И сега
осеќам на ногата, газам ко на клинец. И сега докторот кога треба да ги извади? Одам 3 пати кај него, докторе кога? Оди уште малку, оди уште 20 терапии, оди уште 20. А сето тоа го испочитувам. Така, значи сега претпоставам дека ќе проценат кога е време, ќе ги отстранат. Ќе дојдеш. Така, јасно, сега значи ќе процени докторот, тоа ќе се отстрани, претпоставам дека му прашањето ви е дали по отстранувањето на тие шипки или штрафови што и да имате, повторно ќе ви биде потребна физикална терапија. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што велите за тоа е во еден ваков контекстно на случај? претходното прашање кој кажавме, кој рековме каков тип на повреда. Да, може да бидат и да има и фрактури, да кажеме на самата петна коска кој што мора да се истретира хируршки, да се поставуваат остеосинтетски материјал и тој по известно време треба да се изведи и тоа е всушност одлука на докторот, хирургот, ортопедот кој што Така, во кој момент тоа ќе биде направено? Тоа е негова одлука и он точно знае што и кога како да се направи. После колку време Така се следат одредени критериуми, претпоставувам. Па има протоколи за тоа. Физикалната терапија во секој случај ќе продолжи и после вадењето на остеосинтетскиот материјал во нормализирање на ткивото, зајакнување на мускулите на стопалото, за да може да функционира нормално. Чувството кој што го има пациентот е тоа, дека всушност нели има остеосинтетски материјал. Има туѓо тело всушност. Така. Да. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Тишина. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, добро. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Ке ве замолам само разговорот да го следите преку слушалката. Ало? Да, го очекуваме вашето прашање во програма. Ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот. Ало? Во програма сте, добар ден. Намалете го тонот на телевизорот и следете го разговорот преку слушалката. Добар ден. Добар ден. Еве уште една можност. Кој е вашето прашање? Јас ке ги замолам од режија на гледачката да дадат насоки на каков начин да се вклучи во програма, за да можеме нормално да искомуницираме, а ние во меѓувреме продолжуваме со нашиот разговор. Разговаравме за повредите на коленото. Дали во процесот на рехабилитација, со физикална терапија може да се третираат и меките ткива и тврдите ткива. Значи и лигаментите кои што се повредени, но и коскините структури. Апсолутно, во зависност од типот на повреда и во зависност од она што е потребно да се постигне. Доколку станува збор за, ајде да кажеме, како што спомнавме на почетокот за мускулните повреди, се третира соодветно со соодветна програма само мускулното ткиво. Кај проблемите, например, кај, да кажеме, фрактура, скршеница на коска, и за време на имобилизацијата може да се третираат и со помош на електротерапија, со цел забрзување или всушност стимулација на коскино зараснување. Така да физиотерапијата има широка примена, морам да кажам, и не е процес во кој што понекогаш се мирува. И не секое мирување е мирување во буквална смисла, туку нешто друго се работи од аспект на забрзување на процес на рехабилитација. Физикалната терапија вели е буквално на сите тие структури. И мускулна структура, меките ткива, да кажеме, кој што ги спомнавме, мускулите, лигаментите, менискуси, тетиви и нормално и коскената структура. Кога се носат специјални мобилизатори, се нарекуваат, тие како имобилизатори, така. Може ли да ослабе мускулатурата на ногата во тој период? Да, значи вака. Кога станува збор за некоја повреда во кој што мора да има имобилизација или кога мораме да штедиме мускулната структура или евентуално коскената, во зависност од повредите, да кажеме, еве да се насочиме на пример кон коскена структура, доколку има да речеме повреда, фрактура или фисура, пукнатина, кога мора да се направи една имобилизација во кој што ќе да се заштити, нели, и да се даде процес на соодветно зараснување на коската, очекувано е мускулната структура, тогаш мускулот да направи едно ослабнување или атрофирање, да кажеме, со тоа што по вадењето на, ако станува збор за гипсена, да речеме, лонгета која што е поставена, која што е фиксна, тогаш по вадењето се почнува процесот, нели, на зајакнување на мускулите.
Во определени ситуации, на пример, доколку станува збор, да речеме, на фрактури, како што спомнавме минатиот пат, значи фрактурите на глуждот, кои што се вклучува можеби фибула или тибија, во кои што имаат поставување на остеосинтетски материјал, тогаш може тие да бидат ставени во еден имобилизатор кој што ќе бидат, да кажеме, една пластична чизма во кој што не се гази во секој случај, нели? Но може да се извади и да се работи на мускулната структура и да се стимулира, да кажеме, определени мускули. Може да се одржува мускулатурата во периодот на имобилизација. И тоа е еден од, според мене, најбитните периоди кога за жал се пропушта. Нели, пациентот е оставен во гипсена лонгета и самиот ортопед му кажува дека дојдете за контрола на 3 или 4 недели. Тоа не значи дека тој не треба ништо да прави. Тоа треба да се консултира со физиотерапевти да му даде соодветна насока што кој мускул и како да го активира и колку да вежба или евентуално електростимулативно тој мускул да се одржува. Дори некогаш работиме и на подалечна мускулна група, бидејќи знаеме дека во процесот на одење со патерици, тој мускул треба да биде активен за да може пациентот да се самообслужува, да кажеме, во домашни услови. Така да треба само да има соодветен план за рехабилитација и добра идеја и цел што сакаме да постигнеме и колку сакаме да го забрзаме процесот. Тогаш можеме да разговараме за која повреда колку брзо ќе се истретира. Се додека пациентот е во мирување, да кажеме, ако нема соодветен план за рехабилитација и само чека да се извади гипсот, да кажеме, во таква варијанта, тогаш процесот ќе трае сигурно подолго, зашто тој пациент всушност не е физички активен како што бил претходно. Мускулатурата околна секако дека ќе слабе, не само на засегнатиот екстремитет, тоа може да се случи на другиот, бидејќи другиот всушност освен тоа може да биде и дури дополнително оптоварен па да прави дополнителни повреди. При фрактура, да речеме, на лев екстремитет, нормално дека ќе имаме оптоварување на десниот екстремитет, бидејќи целата тежина ќе оди таму и на патериците. Така. Сега, дали знаеме дека во зимските спортови може да настрадат разни зглобови, дури зглобовите на палецот, рамото и слично. Можат ли сите зглобови да бидат опатени со физикална терапија во процесот на рехабилитација? Сите зглобови може да бидат опатени, да, тоа е во секој случај. Може би само разликата е во тоа што определени зглобови е малку потешко да се имобилизираат заради дневните потреби, да кажам. Многу е тешко, например, во случај дислокација на зглоб или повреден зглоб на прстите, да кажеме. Потешко да се врати во нормал или процесот на рехабилитација може би е малку подолг, бидејќи не се имобилизира прстот или всушност се зависи од тоа колку од другата страна пациентот е активен во примената на препораките. Заради употребата на шаката за определено движење или за хранење, за пиење вода, не сите, да кажеме, при повреда на прст ги носат имобилизаторите. Како шини. Како шина, буквално како на шина. Или пак доколку станува за спортист кој што се уште е активен во тренингот, тогаш тој процес е продолжителен. Значи, секој, да кажеме, секој допир со топката на прст кој што е повреден, значи зглоб на прст, речем, кој што е повреден, таа повреда само се дополнува, да кажеме, не е во мирување. Така да препораките за мирување треба да бидат соодветни, да се избалансира. Знам дека на спортистите најчесто им се брза, нели? Идејата е колку што е можно повеќе и побрзо да се вратат на терен и можеби некогаш некои повреди од типот повредите на прст не се сваќаат многу сериозно, бидејќи нели можам да стојам, можам да одам, можам да се движам и да тренирам редовно, дана на крај кога ќе треба да шутне со топка, ако стана збор за ракомет или за кошарка, не е баш така едноставно. На крајот на криштата треба да се прими топката или треба да се исфрли со повреден прст, тоа е многу проблематично. Дали спортистите кои што имале ваква некоја спортска повреда треба да бидат повнимателни во иднина со тој дел од телото? Тоа во секој случај, јас би рекол, можеби спортистите само треба да бидат свесни дека не секоја повреда се третира брзо. И за секоја повреда се има соодветен протокол на третман и не постои побрзо третирање. Може само да биде побавно таму каде што не е соодветно истретирана или каде што не се прави соодветен план за рехабилитација или повреда која што се
се остава, да кажеме така, ништо не ми е, па си продолжуваат нели да си функционираат. Секоја повреда, рековме, остава алузна, дали тоа ќе биде на мускулното ткиво, дали ќе биде тоа на лигаменти, на тетиви, треба да биде соодветно истретирана, да се направи соодветен план за рехабилитација и треба да разбера дека ако се договориме за мирување, треба да се мирува. Тоа е можеби најбрзиот пат, па никогаш. А може ли да се претера со физикална терапија, да се применат премногу пристапи, па и тука да се направи некоја дополнителна белја? Несоодветен физиотерапевски третман може да биде погрешно третирање, да кажеме, на прекомерно, не гледам со што, но тоа сепак се дозира. Да речеме да се искомбинираат 5 или 6 постапки во еден третман. По принцип си има за, да кажеме, за определена повреда, да, не знам, третман на тетива или третман на скинати лигаменти или, не знам, во постоперативна рехабилитација се знае бројот на третмани кои што може да се применат. Дали тоа ќе бидат најчесто бројката во зависност од типот на терапија. Ако зборуваме, да речеме, за функционална магнетна стимулација, бројот на третмани ќе се движи некаде помеѓу 10 и 16 третмани по протокол. Доколку станува збор за можеби од стандардните електростимулативни терапии како што се интерферентни, можеби тенс, терапевски ултразвук, тогаш бројот може да биде и до 20 третмани, но тоа се протоколи, буквално стандарди, толку се препишуваат, не може да се претера, освен ако се, да кажеме, несериозни сега професионалци. Ако може така да се изразам. За секоја терапија си има соодветен број на третмани кои што треба да се спроведат за да го дадат резултатот. Понекогаш во дел од третманите може да се случи всушност предвидениот број по протокол да не биде спроведен, но пациентот да добие соодветен резултат. Тоа се случува, да кажеме, кај определени. И во тој случај се прекинува. Во тој случај би требало да се продолжи сепак, значи тоа е добар знак дека се зарасна, но сепак треба да се заврши. Тогаш знаеме дека сме го комплетирале, сме направиле максимум од она што е потребно. Нема како по друг начин да очекуваме да бидеме комплетно здрави или санирана повреда, ако всушност нема, да кажеме, не е спроведена комплетно терапијата. А што ако пациентот не почувствува ефект од физикална терапија? Можеме да слушнеме пациенти како велат дека ги поминале сите третмани и немаат никакво подобрување, понатаму чувствуваат болка и понатаму си го имаат стариот проблем? Треба да се направи, можеби, да се види, да се побара второ мислење, да се процени уште еднаш состојбата, да се види дали станува збор за можеби има некоја дополнителна друга повреда, некоја друга дополнителна диагноза која што во моментов не знам, да кажеме, не сме насочени кон нејзе, па можеби таа дополнително го усложнува процесот на решавање на повредата. Многу ретко, искрено да кажам, во мојава пракса, јас сум од 2004 физиотерапевт, не сме имале таква ситуација во која што пациентот не почувствувал ништо од терапијата. Можеби, јас многу пати напоменувам дека многу е важно она што ќе се даде како препорака да се испочитува, бидејќи јас и моите пациенти сме партнери во решавање на неговиот проблем, за кој што дошол кај мене, да кажеме. Не може пациент кој што му е дадена препорака, да речеме, да направи редукција на телесна тежина, заради тоа што има проблем, нели, со зглобовите, тој да си остане на истата тежина, да кажеме, од 100 килограми и да очекува чуда, да. Тоа се некои од препораките, значи здравиот режим на функционирање, тоа сето треба да оди како еден вид препорака и мора да има едно поставено партнерство од другата страна со кој што ќе се коригираме едни со други, но во контекст да се реши проблемот. Не можеме да очекуваме решение кога само едниот во ситуација од двајцата, да кажеме, е активен, а другиот само пасивен примач на терапија. Тоа е несоодветен начин на лекување на било каков тип на повреда. Факт е дека кај нас во Македонија можеби пациентите повеќе се заинтересирани да легнат на кревет, да добијат масажа и во моментот кога ќе се побара да се спроведат активни или пасивни вежби или нешто се препорачува за во домашни услови,
тогаш тоа останува како Дани не слушнали. Ако може така да се изразам. Тој дел не им се слуша. Да. Тој И дел. тогаш може да зборуваме дека не почувствувале ништо од ефектот од терапијата, да. И во оној контекст кога претходно ме прашавте дали може да вежбате дома сами, да, но одговорноста е ваша. Секој пат кога сте под надзор на физиотерапевт, тогаш ја делите одговорноста, но тогаш има еден друг момент психолошки, вие всушност мојот авторитет не ви дозволува вие нели да го избегнете вежбањето. Значи таму не се избегнува вежбањето, туку 100% се спроведува така, и во токму домашни затоа услови има одговорноста е ваша, позитивни вие знаете резултати. дали вежбате или не вежбате правилно, тоа веќе е друга приказна. И дали вежбате воопшто или не Кога вежбате. ќе се прави, кога ќе се еден комплексен физиотерапевтски план за рехабилитација не вклучува само давањето на мануелна масажа или не знам одредени техники, не знам истегнување или не знам, ајде да кажеме електростимулативни терапии или нешто слично, не е само тоа, туку имаме Токму така се доживува дека само тоа. Очигледно дека има уште еден многу важен пропратен сегмент. Важен процес во кој што, да кажеме, вклученоста на пациентот е во целиот тој процес е најважната работа. Ако забраниме да речеме газење на глушт после на стопало, да кажеме, после операција, да, тоа станува како препорака да се забрани, значи дека треба да се примени. Не може да очекува пациентот подобрување на состојбата ако секој ден, да кажеме, не ги применува препораките и си гази, да кажеме, на самото стопало. Значи применување на сите препораки од страна на вклучително се, физиотерапевтот, вклучително и вежбањето во домашни услови. Најважно. Најважно. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам и на вас, наистина многу брзо ни помина времето. Летна времето, токму така. Ми беше мило што гостував и се надевам дека и следниот пат ќе разговараме на вакви теми, кои што претпоставам дека на публиката им се доста полесно достапни. И полезни, меѓу другото. Да, и покорисни. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.